пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Дојде денес конечно време, конечно денот кога што треба да ги возам Пиринеите, односно главната причина на цело ова патување. Всушност малку е деликатна ситуацијата денес од причина што во 1 часот на сите премини на Пиринеите пишуваше дека ќе врни дожд. Така да денес планирав јас иницијално 2 превои да возам, меѓутоа ќе возам само еден, ќе си скачам до едни езера и потоа ќе се вратам назад. Имам негде 200 км за возење и за таа цел, за да стигнам побрзо да можам до 1 сато и да ги посетам езерата и да слезам до сместувањето кое што го најдов, ќе морам да возам пак автопат денес. Значи, од тука картата ви ја покажувам, ја гледате, значи пред вас, тоа е регионот од прилика. Фактички одиме длабоко, да речем, во Пиринеите. Таму најгоре, значи всушност каде што одам се 3 езера. Трите езера се на надморска висина од околу 2100-2200 метри и самиот пат се искачува на таа висина. Воено ова е еден од највисоките асфалтирани патишта на Пиринеите. Искрено очекувам ова возење денес само да не почне да врни порано од прогнозата што вели. И сега и следните неколку дена очекувам наистина прекрасни пейзажи, прекрасна природа и многу зеленило. Само времето да истрае, да не врни, пошто сепак таму е планина, високи надморски висини, може да биде нестабилно. Така да ако времето е нестабилно, ако врни, нема да биде ни уживањето целосно. Имав иначе еден цимер тука во хостелот, не бев сам, меѓутоа се гледашите неговата работа. Онака интересно, чист хостел беше, со еден исклучок вецето, значи немаше ни джам, ни вентилација никаква и не можеше никако да се исуши кај што се капев. Не знам како можат онака да го испланират, меѓутоа ете некако направиле. Дајаме веднаш до Патарина, всушност првата Патарина. Може би единствена ќе биде, не знам на вистина. Видиме дали ќе биде ова брзо. Ајде. Одлично. Со овој джепот на палтото сега што имам за картичката, преку неа ми фаќа само штап, видовте 2 секунди работа, платен на Патарината, продолжувате понатаму. Еве некои други со мотори. И доаѓаме до крајот на автопатот. Сега овде да платам Патарина, спреге картичка зедов. Ама таа е картичката сега. Ове тикет треба да прегезедов едно ливче. Е, сега треба картичката. Одлично. Сега е време, веќе Пиринеите, јас ги гледав во далечините, имаат снег на врвовите. Сега ќе видиме каква е ситуацијата. Тука треба на трети излез да одам. Се надевам нема сообраќај многу дима, денеска е недела плюс продолжен викенд. Како што одам нагоре, природата станува се подобра. Интересни планински градчина. Многу ме потсеќа на кога ги искачува в Алпите. Поточно правил Грозглокнер. Фате некоја сенка, еве го сонце пак излега, веројатно од облаците, да. Има тука нешто повеќе со... видете, прекрасни снежни карпи на Пиринеите.
Добро е многу за возење овде. Па прва треба да си искачувам на 2000 метри. Прекрасно е пата, е тука малце лош, но барем природата убава е. А GPS-от нешто почна, а не знае што прави тој. Много е јако. Мислам дека допрва и најдобриот дел. Имаме тука и шумски предел во сенка. Веќе како што дам нагоре се осеќа свеж воздух и плюс постуден воздух. Охо, се сторе вода бе. Дори прска на патот. Меѓутоа, со оглед на тоа дека е пролет, се топат снеговите горе, така да не треба да бидиме изненадени што има толку вода тука. О, интересно местенце. Не знам, оти патот е многу нема дупки нешто, ама не е ичрамен, дали му е намерно така браен за нас има, дали од што е стар. Ама барем дупки нема, ако ќе видите. И тоа е добро. Ете, нема дупки. Дали е ова некаков мајтап? Дали пато е затворен? Ле. Сега сум разочаран. Чекај, другара, иде. Од прејодеме. Ама има и овде и мотор паркиран, што значи нити мотори не можат да поминат. Абе, па нигде на англиски ништо не напишано да знае што се дешава. Дали може нагоре, дали не може. Ама еве има џабе мотори паркирани, што значи изгледа не може. Белја. Зашто вака бе? Тргнав пешки, ама догоре сигурно нема стигнам до езерото, 7-8 км има уште. По горница во према пешки ќе фати сигурно баги време. Коли е премногу има овде луѓичи.
Сите по патот нагоре пешки да тргат. Не знам стварно што е работата. Или онде десно има нешто. Значи, многу сум разочаран. Овај дел од Европа мене пак нема да ме види. Преубава е природата, вистина, џавеко не може да се оди до крај. Ја коли, значи, вирие луѓе идат онака, видов, ги снемва најнаш испарват. Не знам кај одат јас. Идат ја паркират колата и на време се вртите и ги нема луѓе. Многу сум разочаран, искрено. Немам сега ни време ради дождот за други превој да поминам. Го гледав тој другиот превој кој што утре секако ќе го возам. Вади GPS 1,5 сат до таму, сатот е 12,5, по 2 сата веќе пише дожд 70%, грамотевици, дури има и онака опоменување за внимавање. Така да нема да можам ни него да го возам, а веќе се заоблачува. Сега важно, че си мислев како не си заминав негде пак Турција, Грузија, Арменија. Ама тоа е пак, не можете да дозволите такви негативни мисли да ви се вртат низ главата. Овај другиот превој, односно утре два ќе возам. Едниот сега видов на Google Maps пишува дека има гужви горе на врво, така да сигурно пуштене. Тој другиот не знам, ќе го проверам пак за сега случај да не настане истата збрка. Така да утре ќе го возам тој е поубав и од овој. Меѓутоа не сакав денес, не го планирав тој, бидејќи утре секако ќе го возев, да не го возам два пати. Јас од тама нареков овде ќе одам кај езерата, за мене кола има, да не ќе притисок да ми врви. Оди, ајде. Сега не знам, лагано имам колку имам до сместувањето 1 сат и 15 минути, а сместувањето всушност ми е баш на тој превој утре што ќе почнам да го возам едниот од двата. Значи одма со тој превој утре почнувам. Така да сега во 3 сата е чекин, сато е 12,5. Ќе застанам попат негде лагано, ќе возам сега многу, ќе застанам негде да јадам нешто кафе, може да пијам. И така, ќе пробам сега да уживам на слегување во Зеленилово. И утре се надевам ме чекаат од утре подобри дено и за други ден пак дождој по Пиринеи пиши. А јас сакав Шпанија да влезам низ еден друг превој на Пиринеите. Така ќе видам да го испланирам утре тоест утре после да го испланирам утре деново, да одговара и со дождоите и со времето кое што го имам, кое што ми преостанува. И така, едно сега ќе ви кажам, јас Франција пак нема да дојдам. Има овој места, не велам, значи ова интересни патчиња, тоест не Франција, општо Западна Европа. Меѓутоа некако немам никаков вајб посебен, не знам, како нешто да фали цело време на патување. Меѓутоа е добро, дојдов еднаш, сепак убаво е да видите, убаво е да имате повеќе искуство, да знаете што ве влечи, што нема да ве влечи и самите ќе дознаете што сакате да гледате, што не сакате да гледате и слично. Немам и бензин туре, но имам зашто 100 километри, 150. Уште чекам, сакам да видам доказ да сум сигурен дека ќе ми ги вратат парите од бензиската. Пред 2 дена или 3, пред 2 дена турив исто. Сега ги чекам тие пари да видам дали ќе ми се вратат парите што фактички не го турив горивото. Пошто ми зеле некаде то 110 евра, турив гориво за 25 евра. А имам после тоа пак турив 150 ми зеле, така да веќе имам некаде 300 евра, не 300 претерав, 200 евра негде веќе имаш 200 и нешто што треба да ми се вратат, а уште не ми се. Кога ќе се осигурам дека ги враќат парите, тогаш ќе можам многу порајат да си турвам гориво. Да не испани нешто да не ги враќат. Ами имам уште деној тука што треба да видам гориво, што треба да точам, не можам на секој турање по 100 евро да турам.
Направих јас една пауза тука во ова пред мене. Пијав едно еспресо, зедов еден круасант. Круасантот беше, смотри што беше како полено, ама не знам со шо. Си седнав, реков ќе одморам. Ќе седнував на една маса, имаше како пајнци наредено нешто на неа. Ми рече нешто да ме за јадење, ја седи на другата, седнав на другата, ама другата не беше под сенка. Иако беше облачно, таман седнав, се тргнаа облаците, сонцето почна ме мава. Изгорев од жешко, ама се напив едно кафе, каснав еден круасант, па не знам колку ги платив, 3,80 €. Да, 3,80 €. И сега продолжувам полека кон смештајот, имам уште 50 минути според GPS-о, полека ќе терам. Ако ќе подзаставам некаде, бидејќи во 3 сата е чекинот. Тоест и да не заставам 2,5 ќе стигнам таму, утро да почекам ако треба. Ќе дојди. Ама ако заставам еднаш, барем да подзаставам една пауза кратка и таван ќе ми дојди во 3 сата таму да видам. Тука треба десно. Ајде. Иначе тука забележав, со моторите се луѓето обавезно се поздравуваат, значи без исклучоци. Дури и ќе се жртвуваат, ќе се викаат се поздрават. Значи сум имал ситуации, требало наеднаш да кочат на кривина една друго, ама раката поздрават обавезно го пуштат. Сега веќе не возам по истиот пат, сега си исклучив по патот што ме води кон сместувањето, истовремено патот кој ме носи кон превојот кој утре ќе го возам. И ова делува доста интересно, тесно патче, зеленило. Гледайте шубо е. Онде се гледат снежните врвови на Пиринеите, исто така и тука. Мислев обично патче ќе види тука. А ова испадна предобро нешто. Многу точаци овде. Многу зеленило, стварно е добро за возење. Онде гледам изгледа на високата точка е многу коли има. Освен пак ако е затворен пат, уште тоа сега ми фали, ама се надевам дека не. Ќе остане јас тука пак едно ползиче ќе направам, само прво да проверам патот дали е пуштен со сигурно. Пуштен, да. Отлично. И направих јас тука една пауза 15-20 минути. Сега е време да продолжам до Пиринеите кон мојот смештај. Сега слегуваме од превојчето, тука беше на надморска висина од околу 1600 метри. Тоа е, да речем, врвот на ова превојче. Многу мотори, многу со кампување, со комбиња со кампување луѓе. Но зеленилото е стварно прекрасно, иако преќе бев разочаран што не можев да одам до езерото. Меѓутоа, сега веќе овде е прекрасно. Ми помина разочарувањето.
Сега лево, иначе странски мотори речи сич не видов. Значи еден сега шведски видов, германски еден, два, ако видов на цело значи патување збораме. И тоа беа сите странски мотори што ги видов. И италијански да не видов неколку, и тоа беше, нема некој од подалечни земји, ама и од локални бе нема само тоа. Француски полно има, да, значи француски. Ама други е. Јас полека се наближувам до сместувањето. Закочих нови на штука. Значи да. Тука сега наваму. Значи подпланинско, под Пиринеите да речам. Тука сега десно, Балеин, Бланш, Лабалин, Бланш. Това е сместувањето. Много интересен предел кој ќе види Лабалин, Бланш. Треба да е ова, да. И ова ми е сабата. Чисто многу убаво мириса, чисто делува. Тука долу има едно рекиче, ми рече убаво за чилање местото. Така да излеќам таму, се уморив по скалите. Да си скапам сега едно друго. И тоа ќе биде, ќе одмарам веројатно тука наоколу. Имам и појадов вклучен тука. Така да утре тука ќе појадувам. И ќе чилам. И така сега си одмарам тука малце, нема ништо посебно градче за шетање, вака неколку вакви се хотелчиња. Штекеро иначе само тој еден. Има уште еден тука, ама кога гладов тука, тоа не може врата да ја отворам и тоа стана еден, импровизирав со кацигата да ми се полне едната камера, после другата и на крај телефонот ја остане. И тоа ќе видим. А тука негде си ќе го одјавам ова видео, доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.